На надпреварот учествуваа ученици од 10 основни училишта од градовите од Источна Македонија: Кочани, Виница, Берово, Пехчево, Македонска Каменица и Зрновци. Целта на надпреварот е да се види креативноста и иновативноста на учениците и колку ја сакаат техниката, односно предметот техничко образование како задолжителен во основното образование. Всушност надпреварот се состои од 10 дисциплини: градежништво и архитектура, роботика и автоматика, фототехника, видеотехника, бродомоделарство, ракетно моделарство, сообраќајно моделарство, видеотехника, дизајн, конструкторство и така натаму. Дел од учениците имаат за задача на надпреварот да изработат по 2 задачи, значи една по слободен избор, собствен избор, а една задолжителна задача која што изработуваат за време на надпреварот. Но дел учествуваат само со својата задолжителна задача, односно својот собствен труд, тоест училишниот проект кој што го презентираат за време на надпреварот. Учениците од Крсте Петков Мисирков годинава имаа значени постигнувања и на други регионални и државни надпревари. По математика имавме прво место, ученикот Горијан Илиевски на регионалниот надпревар по математика, Александар Ѓоргиев од 8 оделение освои 3-то место, Ангел Стојанов од 4-то оделение 2-ро место и Михаил Митев од 4-то оделение исто така 3-то место. Се организираше надпреварот, детски семафор надпреварот по сообраќај, каде што Андреј Стојов од 6-то оделение го освои 2-то место. И исто така една голема награда за нашиот училишен фудбалски тим е освоеното прво место во училишната општинска лига, во мал фудбал. Би ја спомнала и ученичката Анастасија Марковска од 4-то оделение, која што на општинскиот крос освои 3-то место, а на државен надпревар на државниот крос го освои 4-то место. На државниот надпревар што ќе се одржи на 31 мај во Скопје ќе учествуваат само првите места од регионалниот од сите дисциплини. Од градежништво и архитектура првото место го освои Ана Марија Ружинска од Берово. Од дисциплината фото ученикот Кирил Ѓоргиев од Кочани, дизајн Ивана Глигоровска од Кочани, електроника Сандра Стојановска од Пехчево, бродомоделарство Михаела Довичинска од Берово, сообраќајно моделарство Бојан Делчовски од Берово, роботика Кристијан Анакиев од Кочани, автоматика Горијан Илиевски од Оризари и во дисциплината конструкторство Ангела Кржовска од Берово.